со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели. Денеска уште една среда на крајот од октомври, како што одминува времето, се ближи датумот за избори, за според сегашните состојби кои што се случуваат во политичката сцена во Македонија и според активностите на политичките партии. Најавите се дека и очекувањата се дека сепак овој најавен изборен циклус, трета среќа некаде на 11 декември треба да се случи. Според вчерашните последни брифинзи на меѓународната заедница укажуваат на тоа дека меѓународниот фактор засега позитивно го оценува изборниот процес. Една од констатациите дека ако ова темпо и овие состојби услови на теренот останат до денот на изборите, ако Македонија има мирен изборен ден на 11 декември, дека тогаш сите политички актери ќе мора да ги признаат изборните резултати. Што и како ќе се случува понатаму е прашање на време. Сепак, како што велам, најавите и очекувањата се дека овој пат изборниот процес ќе мора да се случи на 11 декември. Меѓутоа, што во и какво ќе се случува во овој период, денеска во круг повторно дебатираме и анализираме на темата предизборен период и услови за изборите. Со мене денеска е поранешниот председател на Државната изборна комисија, сега адвокат Александар Новаковски. Добар ден. Добар ден. Прво прашање, ќе има ли избори според вас? Па според мене ќе има избори сигурно. Очекувањата се дека треба да се случат овие избори, меѓутоа ајде да тргнеме од она што е ваша суспецијалност по еден период и се претпоставуваме и подоцна. Ги имаме ли задоволено сите изборни критериуми и услови кои што се бараа за организирање фер и демократски избори во Македонија, пред се од поглед на организација на она што значи спроведување на изборите преку Државната изборна комисија? Па ево, јас долго време бев дел од изборната, би кажал, администрација и можам да кажам дека во изминатиот период, барем во однос на зајакнување на капацитетите на изборната администрација, се направи многу. Кога ќе кажам многу, ако се земе во предвид дека ние во 2009 изборите председателски локални имавме само неколку лица кои беа вработени со постојан работен однос во Државната изборна комисија, сите други беа ангажирани од помошните тела. За да биде појасно, ќе зборувам многу поедноставно, да сватат луѓето дека сега таа администрација брои огромен број лица, дури јас сам не знам колку извршители, кои секојдневно примаат плата за тој ангажман. И срамота е ако до сега ние барем технички не сме спремни за изборите. Во однос на другите услови се направија промени во Државната изборна комисија. Јас тие промени може и малку и критички да ги гледам, бидејќи сметам дека повторно не се успеа да се постигне целта, бидејќи Државната изборна комисија во овој период мислам е главниот орган кој ги направи повеќете забуни околу одредени сегменти кои ги чинат изборите за да бидат окарактеризирани од страна на наблюдувачите како фер и демократски. Ние знаеме дека по покана на државите, ние сме Република Македонија има упатено покана, ОПСИ и ОДИХР ќе ги следи со огромна екипа изборите и сега мора да сватиме дека тие избори веќе се следат, бидејќи почнат по мене. Да. И кор тимот, например, беше одреден, допатува, па замина. И така да сметам дека со најновите измени не само во изборниот закон. Изборниот закон, јас ке кажам, си беше добар и пред тоа, но најбитното е што се постигна политички договор. Дел од тие политичкиот договор промени се имплементираа, главните политички фактори дадоа согласност за тоа и ДИК испадна само да ги спроведе. Значи, лидерите на 4 политички партии со своите тимови ги составија сите промени, сите предлози, ДИК сега само треба технички да ги имплементира и да не навлегува во политики. Мислите ли дека Државната изборна комисија има чист пат за организирање фер и демократски избори? Па мислам дека почист немала.
Зависи како ќе се снајде, како ќе реагира, бидејќи вие долго следите избори, знаете колку е тоа осетливо самиот место и како е осетливо нашиот амбиент за време на избори. Јас се надевам дека нема да се создаваат тензии непотребни, но некои настани ми даваат за право да бидам малку внимателен. Например? Па, например, ево ова што се случува околу некои политички партии кои се уште по медиумите кажуваат дека не е спремно, дека не се само тие политички партии. Потоа случувањата со МВР околу специјалното обвинителство. Значи тоа во народот создава. Политички теми на кои ќе зборуваме во вториот дел на емисијата, значи, во народот создава амбиент да не доверба. Апсолутно. Тие се теми кои ќе зборуваме малце подоцна околу тоа кои би можеле да влијаат во изборите. Сакам малку подара чистиме околу Државната изборна комисија. 2 години опозицијата шпекулираше, велеше дека имаме 100, 200, 300, 500 илјади фантомски гласачи во Македонија. Имавме еден процес на прочистување на избирачкиот список, кој што вие бевте гостини минатата сезона, зборувавте многу по-конкретно со бројки дека избирачкиот список во глобала е тој кој што се појавува на крај. По прочистувањето пак ја добивме таа бројка од милиони некаде 700 или не знам точно колку е во моментот. Можеме ли сега да зборуваме дека после целиот овој процес ние всушност имаме јасен избирачки список, односно дали таа приказна со фантомите конечно можеме да кажеме дека е затворена? Вака ќе ви кажам, значи избирачкиот список е тема, па јас мислам задните 14 години. Секогаш пред изборите некој правил проблеми со избирачкиот список и е изразувал јавно нивната недоверба. Но, да имаме јасна слика, избирачкиот список е само еден од критериумите за фери демократски избори. Значи, ние кога зборуваме фери демократски, кај нас измислија термин кредибилни, тоа го наметнаа странците, имајќи во предвид дека многу е голема недовербата, не дека ние не можеме да спроведеме фери демократски. Ние сме го доказале и сме спровеле фери демократски избори. Има извештаите од опција од ДХР, точно стои кога, како, што. Нема тука што да нагаѓаме. Тие се единствено релевантни да оценат каков е процесот. Не се невладините. Невладините треба на страна и само да посматрат. Не се тие кои треба да даваат оценка на избирачкиот список, да создаваат одредени несогласувања, бидејќи и тие се опфатени во тие критериуми. И нивната работа се следи и тие спаѓаат дел од тие критериуми за фери демократски избори, кои конечната оденка дава обсет. Да не бегам од темата, никогаш не сум бегал на одговорите, јас и оставката дадов заради тие некои несогласувања околу наводните големи нерегуларности или мари нерегуларности. Значи, кога работите таму, имате некој увид. Државната изборна комисија не беше надлежна за избирачкиот список, но јас сметав дека како председател на тоа тело мора да излезете и јасно да кажете тоа што го знаете. Тоа што не го знаете, тоа имаше други органи кои беа надлежни, си го кажаат тие. Во овој момент целата надлежност е во Државната изборна комисија. Политичките партии ја утврдија методологијата за прочистување на избирачкиот список со договор, со закон и ја гласаа таа методологија. Јас цело време давав укажувања дека не се точни тие бројки. Кој сака ги слушна, кој сака не. Самите бројки кои се лиферуваа во јавноста создаваа недоверба. И ве уверувам дека ни овие избори нека се перфектни и сакам да се. За државата е тоа битно и за граѓаните, не е битно за политичките партии, но политичките партии ги направија сите договори. Политичките партии ги уклучија сите свој капацитет и експерти. Дали направиле добро, ќе видиме. Но сметам дека недовербата ја направија и ДИК не излезе се уште со јасен став за избирачкиот список, и затоа ке си тлее и ние се уште ќе разговараме за избирачкиот список. Мислите, сака да кажеш дека таа недоверба се уште ќе постои и може да се манипулира со незе? Не.
Нема да има. Изборите се утврдени, аз не гледам проблем во избирачкиот список и јас кажав дека избирачкиот список додека дури и ја погодив точната бројка која ќе дојде во прашање и таа бројка ќе е многу помала, ќе се докаже на денот на изборите, тие 30 и нешто илјади лица кои се трнати од избирачкиот список, пак е тоа политички компромис, не го направив јас компромисот. Никој не праша нас експертите дали е добар. Тие експерти што се прашани треба да кажат зашто се трнати тие 30.000. И тие 30.000 не се утврди дека се фантоми? Ама не, јас никогаш не сум го користил зборот фантоми, нема да го користам. Јас не знам каде го сретнале во која литература зборот фантом. Например, кои го користат, например, стручни лица, не и нормално вие новинарите ги слушате тие изјави. Значи, имаше бројка дека има креирани матични броеви. Никој не докажа до сега. Ако докажат, има за тоа друга постапка. Не може. Дик, не е можно. Кога секоја партија го има избирачкиот список или извод од избирачкиот список, кој се купува без маде, можеше до сега да потврди дали има такви нерегуларности. На крајот јас мислам дека избирачкиот список е употреблив, дека избирачкиот список нема да е пречка за овие избори, а избирачкиот список треба Државната изборна комисија не само прво закасна со проверката. Вие самите сте свесни кога почна да се објавува во новини. Јас бев присталица нон-стоп да трае таа проверка на овие 30.000 лица. Тука само имам замер. Кои се тие 30.000 лица? Па тие треба да ви одговорат. Јас мислам дека голем дел од нив на денот на изборите ќе се појават на гласачките места, ќе ги нема во избирачкиот список, а тие не ќе можеме, немаме законска можност да ги запишеме. А зошто тие не се пријавија, да речеме, во овој период кој беше? Не се должни тие да се пријавуваат. Вие знаете дека има рурални средини, така ние воведуваме активна регистрација месец дена пред избори. Каде го има тоа во светот? Активна регистрација, па гледате вие во Америка избори, бе. Нели има изјава од еден од кандидатите дека има над 1 милион починати лица во списокот, а имаат активна регистрација. Знаете што е активна регистрација? Активна регистрација мора да трае минимум година дена. Во периоди. Како што е со диаспората сега, 500 луѓе пријавени. Зашто тој процес со измени на закон не започна порано? Значи, не можете да уведувате 2 месеци пред избори активна регистрација и да очекувате дека тие лица ќе ви се пријават. Тука ќе направиме првата пауза, потоа ќе се вратиме повторно на прашање веднаш по првата кратка пауза. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Што ме слушатели, повторно назад во кругот, мој ваш денешен гостин Александар Новаковски, зборуваме на тема изборите, првиот дел на условите и организацијата на Државната изборна комисија. Застанавме кај избирачкиот список околу можноста да биде пречка или да не биде пречка на овие избори, околу разбивањето на приказната за постоење двојни гласачи, фантоми кои што наводно биле дел од процесот на лажирање на изборите. Денеска имаме сликата речиси идентична на тој избирачки список, освен оние 30.000 граѓани кои што во првата проверка останаа непријавени. Сега има уште еден процес при процесот на увид во јавниот избирачки список да може да се јават. Дали тоа може да биде некаква пречка за изборите? Повторно ќе ви кажам дека со оглед дека методологијата крстување на податоците све беше со одобрение на 4 политички партии, а кај нас очигледно тие одлучуваат за све, за секојдневниот наш живот. Државната изборна комисија очигледно постапи под тие насоки и таму сите тие 4 политички партии имаат своји представници и за тоа веќе јавно се кажува и не се ни дебатира кога ќе се избираат тие представници. Не правам јас разлика од моје време, а моје време не можеше да бидеш член на ДИК ако немаш согласност од сите политички партии, а сега било кој да се предложи, политичките партии го прифаќаат. Друго ми е спорот. Списокот нема да е пречка за изборите на 11 декември и не би сакал да создавам некои недоумици и недоверба. Но мислам дека е време Државната изборна комисија тоа јавно да го каже, а не да се повикува на одлуката на 4 политички партии, бидејќи тие одлучиле, тие им предложиле, а ДИК како орган е должен со посебен закон
и одговара за тоа, затоа што овие лидери на политички партии, од кога ќе почне кампањата до завршување на избори, не ќе можат ни да му помогна на Дик ако не се снајде во работата. Дека не сака, не ќе може да му помогне. Сега да кажеш, се е во рацете на Државната изборна комисија. Сега е се во рацете на Државната изборна комисија. Гледаме дека се направија промени во медиумската сфера, имаме по мене доста избалансирано известување, исто така сметам дека ево се вратија и дебатите, тоа што беа некои замерки, мислам, околу изборите, но сега да ги гледаме другите 20 стандарди, кои никој не ги дискутира, за да дојдеме до тој збор кој го употребувате, фер и демократски. И јас ќе бидам задоволен на овие избори, ако оценката биде дека изборите беа согласно стандардите за избори утврдени со меѓународните документи. Што станува со... Имаме две иницијативи пред Уставниот суд поднесени, едната од Јанко Бачев, другата е од Гзим Бострени и неговата партија Унитети за преиспитување на решението за распуштање на парламентот со оглед на тоа дека шестата изборна единица отстапува од законскиот предвиден рок повеќе од 5%. Тоа е едниот елемент поради кој се бара преиспитување на уставноста на решението за распуштање. Вториот елемент кој што го бара Јанко Бачев е дека парламентот морал да се распушти 60 дена пред одржувањето на изборите. Добро, само кратко пред да ви одговорам на прашањето, сакав да кажам дека ние 2011, кога не бевме надлежни за избирачкиот список, вие бевте и присутни на таа пресконференција, ние објавивме околу 20.000 гласачи кои не треба да се во списокот. Значи, доаѓаме дека таа бројка сега ја избришаа. Значи, останати се другите кои, значи, списокот ќе си дојде во нормала. Али зашто овие 5 години не ги избришале, то треба да ги прашате вие новинарите. Пошто мене се уште не ми даде одговор на овие јавни дебати, никој од членовите на ДИК или бивши членови, не зборувам за овој состав. Второ, во однос на прашањето за иницијативите. Добро, сега нормално е, ние сме сепак држава во која имаме органи кои одлучуваат за тоа. Јас не би наблегол во одлуката и да ја сугерирам одлуката на Уставниот суд, поднесена иницијатива. Јас сметам дека изборите се распишани согласно Устав, закон и согласно сите прописи во Република Македонија. Знаеме дека пред времени избори ние сме имале повеќе пати, дури многу во овие изминати периоди, без разлика што не држава која има повеќе партиски систем 26 години, ние сме имале многу избори, многу искуство, роковите се запазени, парламентот постапи законски во распуштањето на парламентот. Во однос на изборните единици, сметам дека таа изборна единица има мало отстапување, но тоа отстапување кажав дека требаше да се реши од овие причини кои сега се, значи пред 3-4 месеци, мислам дека на парламентот не му беше тешко да го реши тоа. Значи, знаете како, ако вас во некој изборен процес или во некој предизборен процес или во некој период кога нема избори, значи, мора органите кои се платени да постапуваат затоа да нема забелешки. Значи, требаше да се отстрани таа дилема, бидејќи и ДИК официјално се обратил до собранието. Сега, но за попречување на изборен процес нема да биде пречка ова отстапување, бидејќи никому нема да е повредено правото на глас. Може ли Државната изборна комисија да направи прекројување на некои избирачки места да префали од една во друга изборна единица? Не. Мора тоа да помине парламент. Не, и тоа не смее да го направи, да има надлежност. Не прашам затоа што имаше некои експерти кои велат дека тоа прашање може да го затвори ДИК. Никогаш не треба тоа да го прави ДИК на 50 дена пред избори. Требало да мислам на време, бидејќи, вие знаете, повторно ќе дојдеме во ситуација да избирачите не се информирани каде гласат и на денот на изборите да се бараат по зградите, така, а не дај Боже да се сменат општини и да не го остварат правото на глас, па да даваат приговори, а изборите се завршени. Бидејќи треба да сватиме дека
има државата и некои рурални средини, има градски средини, не се сите луѓе запознаени, значи тоа треба со време да се прави и да има можност, сега не треба да се експериментира. Тоа е што е. Ако велиме дека изборниот збирачкиот список, Државната изборна комисија е условно екипирано, како што велите вие, професионализирана, подготвена како никогаш до сега да организира избори. Спомнавте дека медиумската балансираност е веќе очигледно видлива, дури во некои ситуации во поголема корист на опозицијата. Кои се останатите прашања кои што треба да заокружат сликата дека Македонија може да организира, односно да се случат во Македонија избори кои што на крајот на 11 декември во 19 часот победникот, односно поразениот ќе го признае изборниот резултат, ќе му честита на победникот. Сметам дека условите за да дојде до признавање на резултатите се создадени. Од кои причини сите одлуки во овој изменет период се донесоа со консензус од 4 главни политички партии. Но никогаш немој да заборавите дека во изборниот процес ќе има и други учесници кои исто така со своји експертски тимови ќе се уклучат. Значи, Државната изборна комисија, верувајте, не знам колку извршители има, но има 34 подрачни оделенија, има голем број на извршители во постојан работен однос. Значи, Државната изборна комисија веќе спаѓа како самостоен орган и има капацитет, физички зборуваме, персонален, како едно поголемо министерство. Со него треба да се менаџира. Првиот услов е, овие 9 членови кои се избрани во ДИК да сватат дека овие избори се многу битни, како што и предходните, но треба да се тргнат од политичките влијанија. Во колку не се тргнат од политичките влијанија, овој состав обемен, голем, извините, од 9 членови, секогаш ке има некој што може да ја кочи работата на тој орган, да создава непотребни, би кажал, обструкции во работата и затоа треба тие да ги носат суштинските одлуки, а другиот дел технички да го препуштат на службата, која служба е доста искусна во спроведување на голем број изборни процеси, бидејќи секоја грешка може да направи и не сакајки грешка може да го наруши изборниот процес. Второ, политичките партии, учесниците во изборната трка мора да сватат и тие во однос на предлозите нивни за членови на избирачки одбор, да се ставаат луѓе со искуство, луѓе кои биле во изборните органи, бидејќи суштината и основата е избирачкиот одбор. А ние во тие избирачки одбори имаме 30.000 членови, кои се под контрола на општинските и се под контрола на ДИК. Но сите тие треба да се добро едуцираат, добро да се обучат, со добри јасни правила. Ние тие правила ги имаме воспоставено во овие 20 години. Овој состав на ДИК само може да ги појасни и тие. Трето, мора да внимава на сугестиите од некои домашни и странски експерти кои се дебело вмешани во работата на ДИК. Во смисла? Во смисла на сугестии кои треба да не се комплицираат состојбите во овој период, бидејќи роковите се кратки, роковите се скратени, навреме треба да се објават сите спотови, навреме треба да се напочне едукација на граѓаните, навреме треба каде е едукација за младите гласачи. Знаете која бројка на лица ќе се јават кои првпат ќе го остварат правото на глас. Дали се овозможено гласање, пристапни рампи за инвалидизираните лица. Сите тие елементи може би овој изборен процес нема да ни се ценат, но верувајте, за фери демократски избори ќе ви наброам може би уште 10
причини, 10 услови за да дојдеме до тоа што сите сакаме. Тоа е она што се однесува на ДИК. У општествен контекст на останатите прашања, медиумите е прашање кое што релативно за сега... Медиумите ќе имаат исто клучната улога. За сега Мислам дека е добро стојат. добро. Јас имам печаток, нема што, дека е добро почнато и треба да се задржи то до изборите. До изборите. И веројатно и потоа. Да, видите, значи посебно е медиумите во изборите. Значи знаете вие која дезинформација што може да се случи на еден медиум. Што останува со останатите субјекти? Например, ривалитетот во Министерство за внатрешни работи. Некои велат дека можни се власта ја обвинува опозицијата обвинува власта за подготвување изборни инциденти со условно кажано своји политички приврзаници во Министерство за внатрешни работи, што е работа која што не е баш интересна, добра и за комплетната слика. Верувајте за мене, не само што не е сватливо и не е прифатливо на што барем изворно не сум информиран и не можам да информирам, немам никакво својство освен адвокат, но сметам дека ето тука е довербата за изборите. Значи, еден од сегментите е Министерството за внатрешни работи. Како сакате луѓето да веруваат во добар изборен ден, во добра изборна атмосфера, предизборна атмосфера, ако гледаме онакви сцени? Јас верувам дека новинарите информираат тој тие што го дознале. Но не смее тоа да се случува, не посебно во таков орган како Министерството за внатрешни работи. Министерството за внатрешни работи, за разлика од Државната изборна комисија, која има некоја своја професионална, да кажеме, период на работа од 2006 наваму, Министерството е од 45-та. Значи, во Министерството имаме секакви структури и таа е един орган кој може да функционира во секој момент. И тоа го покажал. И мислам дека мора да се легнат работите, сепак се тие и министер, и дополнителен министер, и директор, се тие се државјани на Република Македонија и рачунам дека сите сметаат добро на оваа држава. И се знае дека се тие и избрани функционери имаат одговорност и мислам дека тие недоразбирања мора поитхитно да се отклонат во овој период, какви да се и било каков, да речеме, обсег. По мене неприфатливо е да се даваат изјави од било кого, значи не изјавам никого, ни министер, ни дополнителен министер, а и треба да сватат дека раководат со еден сериозен орган кој ќе е многу клучен во овие избори. Друго прашање кое што може да го засени изборниот процес, односно чистиот изборен процес е случувањата со и околу специјалното јавно обвинителство, кое што и денови ги гледавме како сцени во Македонија. Опозицијата, односно власта, владачката партија и голем дел аналитичари сметаат дека СЈО го засилува темпото на работа и активностите во функција на предизборна кампања на Социјалдемократскиот сојуз. Јас морам да ви кажам дека има една изјава за специјалното јавно обвинителство околу неговата работа. Јас сметам дека тие таму имаат искусни лица, знаат и одговараат за својата работа, но видите, во овој момент, ево гледате, има и од јавното обвинителство и од специјалното се создава некоја конфронтација. Во МВР се создава некоја конфронтација, сето тоа се одразува на граѓаните. Медиумите го пренесуваат, граѓаните го гледат, сето тоа не е добро за овој предизборен период. Тоа ви го кажувам, мислам, не е добро. Значи, јас сум убеден дека ќе има избори, но сликата која се покажува во јавноста, јас мислам дека сите тие треба да работат без многу помпа, а Државната изборна комисија тако треба да ја присутна во јавноста, да ги убедува луѓето дали има услови, дали нема услови. Имаме ние техничка влада за спроведување на избори која со закон е имплементирано. Има премиер технички кој треба овие работи да ги разгледа. И пак, да се разбериме, тие органи... Меѓутоа, активностите на СЈО се очигледно во функција на експонирање во овој период во јавност. Па видите, може би се за експонирање, но тоа може да го прави редовното обвинителство. Ако почне тоа сите да го прават,
треба да имаат аргументи за се тоа што го прават. Бидејќи јас кажав, иако не им е продолжен мандатот, по мене, а ево се поклопи изјавата вчера некаде ја слушнав, дека било кој да победи на овие избори, ќе го продолжи рокот. Значи, тоа специјално обвинителство, сепак, надлежниот кој е избран треба да си внимава и истиот треба, ако има аргументи, без многу помпа да се вршат работата. Меѓутоа, со сега има еден друг проблем на однесувањето, јавното однесување, да речеме, на првиот специјален јавен обвинител Катица Јанева, кога настапите од телевизија, од типот, не сакам да кажам колку плата земам, тоа нема потреба да ви интересира вас. Случајот кој што вчера го отвори јавното обвинителство за следење луѓе без претходно обезбедени судски налог за посебни истражни мерки. Сето тоа е у најмала рака кажано дилетантски однесување и несериозно однесување. Видите, секој, јас сум бил и функционер и сега сум адвокат и работам со кривична материја. Треба да сватат дека секој за тоа си ја носи одговорноста. Никој не може да му каже како се однесува специјалниот обвинител пред телевизија, за тоа народот го следи и оценка на народот ќе е по тоа на органите за неговата работа. Да, ама ако следите некој без и прислушкувате без истражна Не знам мерки... за овај случај, верувајте, вчера воопшто не бев, значи од вас прв пат го слушам и не би можел да го коментирам. Знам дека имаше приведување и пуштање од станица Беко. Понатака стварно не знам што превзело редовното обвинителство. Покрена постапка вчера за испитување на случајот со оглед на тоа дека истражителот немал обезбедено судско решение за обезбедување мерка на, како се нарекува. Значи секој кој се нафрече на одредена функција треба да знае дека може да ја врши таа функција или не може. Не може кај нас, например, се случува да секој било што да му е понудено се прифаќа за функција. Значи, има тука елемент на одговорност, има и да се даде оставка ако не може да се врши. Значи, не може да се зборува, да се прави нешто што не е по закон, јавноста следи и сега доаѓаме до конфронтација, па баш во предизборен период. И се тоа ми дава за право да кажам дека секој треба сам да си ја сноси одговорноста за неговите потези. Ако јас изгледам на телевизија, ако јас одам во собрание и изборувам тоа што јас мислам, го цени јавноста. Јас сум бил на тие функции и знам зашто ми се случувало за еден збор, а кога ќе видиш дека не можеш да си ја вршиш работата, дали си попречуван, дали си, например, едноставно обструиран, како јас то напишав во мојата оставка, јас се трнав, немав доверба. Значи, вие за да ја вршите таа функција, посебно обвинителите, не специјалното, републичкото, во овој клучен момент, со новиот закон за ЗКП, вие знаете ли кои овластувања ги имаат сите тие? Значи, не зборувам јас само за специјалното. Треба да сватат дека во моментов нема, тие се клучните луѓе, дали на некого ќе му скројат судбина таква или друга. Па токму во И затоа треба да внимаваат и да се носи одговорност. А мој апел е и сите други кои вршат контролата на тие органи, верувајте, мора да се професионалци. Без никаков партиски багаж. Пред втората кратка пауза, само близ прашање, ваша оценка, дали СЈО досега ја оправдува функцијата која што ја доби, односно она што беше избрано како тело? Јас не можам да дадам оценка за специјалното обвинителство, се додека не видам дали е покренат некој издржан обвинителен акт. Јас имав една изјава, биле покренати 2, јас не сум во текстот тие 2, и јас не би можел да ја коментирам. Од моето искуство како бранител, мислам доста коректно се однесуваат во постапките. Дали ќе продолжат така, ќе видиме. Благодарам, тука правиме уште една кратка пауза. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Повторно назад во денешниот финиш на Круг. Поштени слушатели, мој ваш денешен гостин Александар Новаковски, изборуваме за условите за организирање избори во Македонија.
Во финишот на оваа емисија, на ова интервју, да дебатираме што очекувате од политичките партии, нивното однесување на терен, како тие ќе се постават, дали тие ќе го положат испитот на она што значи позиционирање и движење низ оној изборен процес во рамки на она што треба да значи фери демократски слика за фери демократска кампања и фери демократски изборен ден. Со оглед на тоа дека тие се сепак клучните актери во овој процес. Имавме ситуации кога се случува кршење на избирачки штабови, не знам, негативната кампања како негативна кампања и црната кампања е веројатно склоп на сите општества во светот, меѓутоа теренските активности на партиите се веројатно најбитните за зачувување на оваа слика што треба да имаме која треба да го даде крајниот резултат фери демократски избори. Па, добро, јас започнав со една тема околу членовите на избирачките одбори. Значи, тие се клучот каде се спроведува гласањето и самите тоа знаете и таму има членови на политичките партии од сите овие 4 политички партии кои ги подпишаат договорите и плюс има посматрачи од тој кој ќе се пријави. Со други зборови, значи создадени се услови не сега, но од време околу записници, околу материјали, околу прирачници, околу све. Значи граѓаните го положија испитот. Граѓаните гласаат дека е повеќе изборни цикуси мирни. Вие нема да најдете граѓанин во Македонија кој е спремен само иницијативно да направи проблем на избирачко место. Тога ви го тврдам најодговорно. Ако направи некој, тогаш мора да го направил бидејќи бил во некоја посебна состојба. Зашто? Нема интерес за тоа. Второ, казните се многу ригорозни. Кривичните санкции се многу ригорозни. И доаѓаме сега до политичките партии. Без организација од политичките партии не може да дојде до нарушување на изборен процес. Јас не сакам да кажам дека тие ќе инструираат, но тие го имаат клучот околу да изборите бидат мирни. Мислам, не сакам ни да помислам дека би дошло до такви неправилности кои ги имавме во одредени делови од државата. Никогаш не можеме да кажеме дека ние сме имале во сите делови, но имало во одредени делови нерегуларности од типот на кршење гласачки кутии и после тие последните изборни циклуси беа речиси дали многу од нив завршија во затвор со големи казни и големи санкции. Но политичките партии се клучните. Лидериве на овие 4 политички партии имаат преголемо искуство во изборните процеси. Тие ќе се клучат и те треба да гарантираат дека изборите ќе се мирни. Бидејќи другите услови се создадени со самото формирање на техничката влада и партиципација на опозицијата во техничката влада на клучни ресори. И сега доаѓаме пак до Државната изборна комисија, таа треба да внимава како ќе го изврши изборот, дали уште име мандатот. По мене треба доста искусни членови на избирачки одбори, а при една мирна атмосфера избирачките одбори секогаш си ја вршеле работата перфектно. Може да има одредени грешки, може да има одредени недоразбирања. Не треба да се прават пример како што имаме ние обичаи. Пример имате во некои европски држави иста процедура на гласање, иста процедура на сумирање, исти правила, исти прописи, исти материјали. Но таму не се прави од секоја мува слон. Затоа што има случаи каде е нормално човек да погреши и партиите не треба да го прават во зависност од нивните интереси. Може ли да очекуваме обструкции од партиските членови во избирачките одбори, како што се одвива денот на гласањето? Пазите, тоа е многу тежок збор, може да се очекува, но тоа треба да им даде некој налог. А тие кога бидат избрани во избирачките одбори се дел од изборните органи. И имаат посебна одговорност и посебно санкции. Значи, и да напуштат избирачко место, има доволно останати членови кои може да го спроведат гласањето. Така да тој вид обструкција
нема да успее на било кој. И не очекувам таква обструкција. Значи, надвор атмосферата треба да се смири, тоа значи да нема и она што го кажавте околу штабовите, да не почне со некои несакани инциденти. Пак ќе ви кажам, треба да се поработи. Таа клима ќе се види веројатно уште во Веднаш. предизборниот период, изборната кампања додека ќе биде. Меѓутоа, има ли потреба? Не, меѓутоа имате ли чувство дека можеби да дојдеме до таква ситуација? Со оглед на тоа дека политичката атмосфера е поприлично наелектризирана во Видите, може да се случи. Само да ви кажам, ајде малку пооптимистички, бидејќи сите сакаме очигледно из овие избори да помена најдобра. По мене треба веднаш и да се случи такво нешто. Се случува и во други држави. Видовте што се случи во некои соседни држави. Треба полицијата веднаш да реагира. Значи веднаш. Второ, ако дојде до нарушување на кампањата од страна на некои подносители на листи, организатори на кампања, ДИК мора веднаш да интервенира. Ако чека да заседава, ако чека да ги разгледува предметите кои некои изборни процеси, не е само одлучување, изборниот процес се оценува, ви кажав, веќе е почната оценката. од распишувањето. Не, и пред тоа следат одредени тимови. Значи, до конечно завршување на изборите. И потоа се продолжува со имплементација на забелешките. Вие немој да очекувате дека ние ќе немаме забелешка. Вие немате држава која нема забелешки. Некој да подобри тоа, некој да подобри тоа. Ние ако направиме и добри избори, повторно ќе ни дадат забелешки зашто не можат лицата кои се слепи да гласаат, зашто не се ставени такви инструменти, да не набројувам. Чешки да дојдеме до тие забелешки. Видите, ние требаше да дојдеме до сега. Извините. Тоа не беше тешко да се имплементира во овие 5 години, без разлика на однесувањето на политичките партии. Имаше и буџет, имаше и средства и све. Се надевам дека ако се веднаш санкционира и од страна на сите надлежни, тогаш ќе се спречи било каква. Битно е да се казни нерегуларноста. И тогаш и во извештајот добро се оценува. Благодарам, тука е крајот на денешниот круг, почитувани слушатели. Се надам дека успеавме да извадиме многу суштински, да оставиме многу суштински елементи во кругот, а не суштината да извадиме настрана, да добиеме појасна слика околу предизборниот и изборниот процес и оно што не очекува на денот на гласањето на 11 декември. Мој ваш денесен гостин беше Александар Новаковски, поранеше председател на Државната изборна комисија, сега адвокат. Почитувани слушатели, круг е емисија на Трговското радио дифузно друштво, Радио Слободна Македонија. Јас сум Маријан Николовски, автор и водител. Денеска е 26 октомври 2016. Круг е продукција на Радио Слободна Македонија. Од мене и од дежурната екипа на Радио Слободна Македонија посакувам пријатен ден. Круг со Маријан Николовски на Радио Слободна Македонија.